Денешното предавање ќе биде за демократија како нова утопија. Светот кога настанал, никој не знае. Обично народ вели дека тоа е од памтивек. Филозофското прашање е што е она што е, односно како тоа стручно се вели во филозофија, прашањето за битието. Сите филозофски размислувања се обиди еден напор на човечкиот дух да можат да го отконетнат и на некој начин сите овие нешта да ги објаснат. Меѓутоа, во сите тие филозофски дискурси, диспути и расправи, никогаш дефинитивно и конечно не може да се дојде до некој последен одговор. Така да, се ова што овде го гледаме, може да се каже дека се сведува на две гледишта. Едно гледиште дека самиот свет постои сам по себе и дека е тој материјален свет, а друго гледиште кое е и идеалистичко и може да кажеме и религиско, а тоа е дека сепак Бог го создал. Меѓутоа, прашањето за Бог, и тоа е едно дискутабилно со тоа што различни се сваќањата и верите околу самиот Бог. На крајот се сведува прашањето што е вистина. Меѓутоа, проблемот на вистината секогаш оди и со проблемот на лагата. Лагата е најнаметлива и она секогаш сјае, има она осје и она се карактеризира со тоа што таа многу ветува, а се одржува со страв. Додека вистината е светлост и као светлост она прилично не може да се види, затоа што луѓето на некој начин им светлоста им ги замрачува погледот и затоа вистината не е таа што ветува. Вистината само нуди страв, а се одржува со љубов. Па според тоа на луѓето повеќето им се наметнува лагата отколку вистината. Докази има тоа за многу. Една од тие докази е и прашањето околу самата демократија, која што многу им ветува, а фактички луѓето се одржуваат со страв. Еден ова локалитет, археолошки наод, кој во близината на градов се наоѓа, се претпоставува дека тука во Глутници живеел оној прав човек и меѓу другото се наоѓа доста цртежи. Се може се постави прашање дали оној прав човек во оваа пештера во која што живеел, дали воопшто имало демократија. Сите наши теоретизирања во врска со пробитата заедница се сомнителни, меѓутоа само можеме логички да претпоставуваме како било поделбата на работата или воопшто за задоволувањето на потребите. Меѓутоа можеме да кажеме дека за некаква си демократија или почетоци или николци, може би, таа природна нужност за обстанок ги доведувало да има некоја солидарност помеѓу нив, ако воопшто можеле да обстанат. Епа, токму оваа солидарност може да ни се чини дека е една црта или карактеристика на демократија, затоа што една заедница без солидарност не би можеле да обстанува. Мито за демократијата би требало да се бара некаде во античкото време, а тоа е во античка Грчка, во Атина. Овде се наоѓаме на еден локалитет кој е од римскиот период, кој на некој начин може да ни представува можност за илустрација на овој простор овдека, дека во антиката, односно во античка Грција, во Атина, на плоштадот, ево е плоштад, можноста во тие градови да се собират и да одлучуваат слободните граѓани. Ако Атина е зачетник на демократија или односно античка Грција, прашањето е дали воопшто таа демократија била за сите или само за слободните атински граѓани. Ако знаеме дека од историјата постоело робови, тоа значи дека тие биле исклучени. А ако земеме во предвид дека само единствено атињаните и тоа слободни граѓани, тогаш што е значи било демократија за малкумина, а не и за мнозина. Овој објект представува еден вид олицетворение на времето на феудализмот на овие простори, кој објект е од времето на турското робство или како ние познато ние 5 вековно робство. Прашањето е дали во овој период на феудализмот постоела демократија. За тако нешто не би можело воопшто да се зборува. Па според тоа, ако ги бараме корените на народот кој не е просветен за демократија, ниту умее да мисли демократски, можда треба да ги бараме тука.
Меѓутоа не е зачетокот туку мора да се вратиме назад, уште една историска, општествена, економска формација. Меѓутоа, ова говори дека онаму каде што постои зандана и таму каде што постои владавина на цар или крал или султан, фактички за некакво вид демократско размислување и мислење и народ да преку животот се воспитува за демократија, тоа е еден вид апсурд. Ова е старата чаршија или како што е позната кај постарите генерации како покриена чаршија. Може да се каже дека ова чаршија представува еден вид рудиментирани почетоци на некаков си капитализам овде на овие територии, кој не е ништо друго, туку чорбачлок или како се познати уште како занаечи, дуќанџи, кои почнале во тој почеток. Меѓутоа, тој капитализам не земал кој знае како замав и затоа останало во некои си своји тесни рамки. Инаку, пред Втората светска војна, сета оваа чаршија била во приватна собственост и оваа приватна собственост после Втората светска војна во името на највисочените идеали за комунизам, социјализам, за правда, социјална грижа, и во името на народот се вршело национализација или експроприација, по она познато марксистичка теоретска поставка, експроприација на експроприаторите. И што се случува овде некои одредени парадокси. После Втора светска војна било многу срамота да се биде некој приватен собственик или воопшто да има дуќан, затоа што тој бил државен непријател или народен непријател. А ако сега погледнеме, после 1989 година и сега во екот е така наречената кампања за приватизација, сега се поставува прашање каков е овој парадокс. Да некојаш било срамота да се биде приватен собственик, а сега од сето уста и грло се говори да се биде за приватна собственост. Парадокс е до тоа што некогаш, например, во овој некој дуќан има една случка кога некој фотограф приватен, неговиот брат од Лондон му испратил фотоапарати и бидејќи биле испратени од Лондон, тоа значи се сметало како непријател и веднаш му биле конфискувани. А денес сега може се да се увезува затоа што приватната собственост е темелот на општеството. Зарем сето ова не ви говори без да објаснуваме и понатаму и експлицираме дека за 50 години да тврдиш дека приватната собственост е нешто што е противнародно, а сега да кажеш дека пак приватната собственост е нешто нормално, зарем тоа не ви говори дека тоа е една болест на општеството кое се граничи со некаква си шизофренија. И прашањето е сега кој е воопшто нормален? Наробстрелната војна, која воедно и беше социјалистичка револуција, значеше и требаше да биде пресврт во историјата на човештвото со тоа што да се воспостави еден светски систем на социјална правда, воден под филозофијата и идеологијата наречена марксизам, со тоа што на оваа земја, на оваа планета, требаше да почне нов општество, нов човек, нов живот, нова култура, која ќе го направи преобразување не само на човечкиот род и не само на човекот, туку и да се создадеше една личност, слободна, креативна, со многу потреби и со развиени многу способности и до тогаш невидено во историјата да се воспостави еден нов рај. Во тоа многу се веруваше, со една голема надеж, со голем ентузијазам, олицетворение на тоа ви е самиот овој споменик со покренатата на рака, шака, семантички која ќе се чита, тоа е символ на сето она што е непоколебливост и безпрекорност во освојувањето на новите простори на човештвото и создавање на нешто за кое што сите вековно мислат и мечтаеле. Меѓутоа, за жал, исто овде имаме еден семантички знак, на онаа шака се гледа она бело посрано од птици и тоа говори дека и револуцијата и сите овој 50 вековен период на социјализам станале едно посрано и срање. И ова срање е можда вулгарен збор, термин,
меѓутоа многу експресивно говори што стана со сето тоа. И токму тие така наречени револуционери или партизани кои што изведува на крајот после покажа дека тие тоа го посраа. Иконографијата на неосоцијализмот фактички представува што овде го гледате. Пред се тоа е партиското знаме или интернационалната пролетаријските земји обединете се. Идејата беше дека да се постави светски поредок на правда, на социјална грижа за човекот, неговиот развој и неговата личност. Благодарна идеја со многу различни идеали, меѓутоа доживеавме да од 1989 година место пролетаријските земји обединете се имаме пролетари по сите земји разединети сте и разделени сте. Што се десува до ова овде знаме, многу ви е познато, може и не е познато, а веќе станува минато. Фактички тоа е некогашната после војната, Втора светска војна, Демократска федеративна република Југославија, па потоа Федеративна република Народна република Југославија, па потоа Социјалистичка федеративна република Југославија и на крај оди во своје минато. И на крај овде имате друг иконографски знак, тоа е со ова звезда, ова црвено, крв, живот и звезда, тоа е она небо кое се мислеше дека може да се симне овде рајот да биде. И оваа иконографија као на неосоцијализмот, као олицетворение, дури малтене као некој божанство, практички представува овој лик овде што го гледате, кој за времето на неговиот живот беше една од најдобрите земји, може да беше и рајот, и денес мнозина кои живеат тоа време се сеќаваат со некоја носталгија. Овој е еден од најголемите мајстори над мајсторите, кој успеал многу да ветува, да направи богатство и благосостојба, меѓутоа денес, после временска дистанца, се случува да се плука по него и се фрла со камења и дрва, а некои дури жалат за тој период неговото живење. А таа иконографија понатаму продолжува со тоа што го гледате овде, кај ја асоцира кожни мантели, уште времето на нацизмот, со долги, кои посебни трупи на Хитлерова Германија. Инаку после војната во СФРЈ, односно ФНРЈ, тоа беа членовите на ОЗНА, додека ова е иконографски знак на една болшевичка, односно рубашка, оној мужик во СССР, кој заради леп и глад учествувал во револуција, а ова е веќе сад фармерки, нова иконографија на нов светски поредок, кој се вика демократија. И конечно, ако го погледате овој лик, може да се прочита овака семантички, гледате неговиот лик и неговиот поглед каков е, и некој се обидува да открие дека баш во овој поглед, дали овој човек фактички мислел добро за народот или едноставно власт, која многу мајсторски успева да одржи, да сочува под закрото на самоправен социјализам, а некои социолози мислат дека тој бил еден од за 20 век автократ. Хипокризијата во општеството почна уште од најмалите години, почнувајќи уште од градинката, забавиштето, па потоа почнува уште од основното школа, од средното до универзитетот. Хипокризијата, колку да е осудувана во општеството, фактички тоа е најдоброто правило како да се опстанува, да се прилагодува. Затоа што лицемерието, лагата и маската, тоа е единствениот начин, а може се каже непишан закон, правило, за да во општеството и посебно во државата да се напредува во кариерата, во хиерархијата и да се добие некој општествен статус. Инаку, општеството е фактички
еден вид логор и лудница каде што се уништува личноста. Бидејќи самата хипокризија и лага која што почнува уште од сега води кон тоа да не може да се постане самостојна личност. Веќе Ерих Фром во своите дела Бегство од слобода, Човек за себе, Да се има или да се биде и здраво општество, покажа дека најголемиот проблем на човекот во општеството е како да биде слободна, самостојна и зрела личност. Меѓутоа, како што покажа и Зигмунд Фройд, уште од првата до петата година се формира овој идниот човек и прашањето е дали ова дете ќе биде самостојно и зрела и слободна личност, која уште од сега во овие школски клупи го учат на некакви вредности, кои вредности не важат во општеството и веќе кај него се создава еден вид своевиден зачеток на расцеп на личноста, а познато е во психијатријата дека расцепот на личноста е знак на шизофренија. И може да се рече дека општеството е еден вид логор во кој се создаваат шизофреничари. Па сега е прашањето кој ги создава шизофреничарите? Дали општеството или државата, и тоа е тој комплекс на прашања кои треба дали да се разбиваат. Може да изгледаат насмеани, меѓутоа кој го знае што ги очекува во животот и во самото општество и какво ќе биде нивната судбина. Ти кажеш зашто? Што? Ти се допаѓа школа? Да. А што учите во школа? Математика, македонски, запознање општество. Зашто ти се допаѓа да одиш во школа? Затоа што дека ми е интересно, дека ми е интересно. Работи има. Интересни работи има. А затоа идеш ли во школа да постанеш нешто? Да постигнам. Да станам Што? успех. А што да станеш? Што? Лекар, инженер, а? Може. Така, преместен да го завршам школата и да се запишам за ветеринар. Ветеринар? Да. А зашто сакаш ветеринар? Ме интересира животни. Те интересира, а? Да. И мене исто тоа. Јас сакам фудбалер. Да. Вардар фудбалер. Фудбалер. Ја у Вардар црвени со милионер. Милионер? Да. Тоа е многу важно сакам. општеството. Милионер. Ја дека милионер. Ја Зошто сакам. речеш милионер? Така, дека животот ќе си го пропастам. А лал нека ти е. Ти си веќе зрела личност. Браво. На ова место, како што гледате оваа фабрика, некогаш беше ниви, и тоа најплодните, и меѓу другото овоштарници, но после Втората светска војна, односно социјалистичката револуција, во духот на идеологијата и политиката, почна најпрво со земање или експроприација на земјиштето и се во името на народот, во името на новиот свет и новиот човек и новиот живот, и почна да се гради оваа фабрика со која нели по онаа парола индустриализација, електрификација, социјализам. И почна меѓутоа се покажа дека оваа фабрика не е ништо друго него една политичка фабрика без никаква економска рентабилност и продуктивност. Поминуваат години, помина социјалистичкиот период, еве сега веќе после 1989 година, сега почнува така нареченото нели приватизација. И сега за овие 50 години вложено од генерации труд и создадено све, и сега од некој денаш треба сега за ефтини пари да ја купи оваа фабрика и да биде негова собственост. Сега се поставува прашање, нивите кои што беа пред Втората светска војна нечија собственост, е земено насилно во името на народот, а сега се врши приватизација, во чие име се врши и зарем толку генерации кои што вложиле труд, зарем тоа не е експлоатација. И сега прашањето како тоа во еден ист народ, една одредена групација на луѓе може да своите сограѓани, своите соднародници да ги експлоатира. Со тоа се покажува дека за некакво иднина, за некое демократизирање и демократизација, на оваков начин, со тоа што ќе стане некој капиталист и кој што ќе има економската моќ и власт, и сега тој да говори кај своите сограѓани, ако воопшто ги има сограѓани, за некоја демократија, тоа е една чиста демагогија и една чиста бласфемија. А може да кажеме дека тоа е и еден вид правење на своите сонародници као шизофреничари, за да веруваат во тоа нешто. Но животот и историјата се парадоксални
i možda vo neko idno vreme, od jedna podolga vremenska i istorijska distanca, teoretski možda će se objasnovat ovije nešta koji se slučува. За да можеме да го разбереме општеството на наше денешно време, би било добро вака методолошки да извршиме една класификација на населението, односно на луѓето. Познато е дека марксистичка социологија ги делеше општеството на класи. Ние ќе се обидеме според еден друг критериум, со тоа што ќе направиме една класификација, поделба на луѓето на следниве групи. На прво место би ги ставиле политичари и мафијаши. Потоа на второ место би ги ставили, тоа е најмногу бројна групација, тоа се подлизорковци. Потоа на трето место би ги ставиле така наречената интелигенција. На четврто место во нашата класификација би ги ставиле луѓе, поединци, индивидуи кои се трудат да живеат со своето достоинство. И на последното би ги поставиле најнемочните, тоа се старите и пензионерите и децата. Оваа класификација направивме затоа што таа говори за стратификацијата на општеството и неговото раслојување. На прво место политичари и мафијаши. Тука не може да се знае кој на кого му припаѓа, зашто многу лесно се преминува од мафијаш во политичар и од политичар во мафијаш. Тие располагаат со целокупната моќ, односно пари, власт и каде се парите и власта, таму е и моќта. И тие го диктираат и го определуваат самото општество. Додека втората групација, така наречени подлизорковци, тоа се луѓе кои немаат своје јас, луѓе кои мора да се додворуваат, дали на мафијаши или на политичари, мислејќи дека и тие ќе стекнат некаква моќ, богатство или благосостојба. И оваа групација на луѓе е најопасна, затоа што со нив најмногу може да се манипулира при изборите, најмногу може да се добие гласови од нив, а и тоа е најопасно, затоа што било која власт да се менува, тие се секогаш од таа власт. Дали ќе дојдат фашисти, дали ќе дојдат комунисти, дали ќе дојдат, не знам, која друга партија на власт, тие секогаш ќе бидат со нив. Додека третата група, така наречени интелектуалци, тоа е најсомнително, затоа што интелектуалците премногу говорат, а секогаш се работи за тоа што нивната екзистенција зависи од онаа власт и затоа многу е мал бројот на интелектуалци кои се исклучуци, кои никогаш не се додворуваат на власт. Па затоа може да кажеме дека интелектуалците се еден вид и подлизорковци на власта. Потоа имаме групацијата, тоа е ретки, исклучителни луѓе кои исклучиво као своја вредност го зеле достоинството и настојуваат да живеат и за нив е можда и најтрагична судбина, а рековме дека најнесреќни се, односно најтрагично би било за старите пензионерите кои се немоćни и кои не тешко ја живеат својата старост и кои што ете чекаат милостиња за она што го заслужиле со својот труд и работа, а не може да добија својата пензија. А додека за децата тоа е пак уште најпотрагично, што тие не знаат кој им го определува, им ги определува нивните услови на живот. Тие влегува со некаква надеж и верба во животот, а воопшто не знаат што фактички ги чека. Ова околу нас, на оваа раскрсница, на овие ѕидови, се наоѓа иконографијата на новото време, наречено као првобитна акумулација на капиталот во источните земји или постсоцијалистичките земји, или како нашите политичари го наречуваат уште ова транзиција, која значи ноште парадоксално и несватливо премино од социјализам во капитализам, а порано идеолошката флоскула беше дека социјализмот е преоден период од капитализам кон комунизам, а сега транзицијата е преоден период од капитализам, односно социјализам во капитализам. Практично може да се каже дека е тоа една нула, значи не се направило ни чекор напред. Оваа иконографија говори за униформисување на светот со овие реклами кои што ги гледате овде на овие ѕидови и со тоа треба да биде символ на некакво си благосостојба, богатство. Меѓутоа се ова еден своевиден кич и бидејќи ние немаме можност да навлегуваме во некоја подлабочена семантичка анализа на овие реклами на ѕидовите, кои треба да не ја открие сета лажност на некаква си благосостојба и богатство
на самото општество и држава. Според тоа се гледа дека лажноста е секогаш неопходна за да може едно општество себе си да се прикрива во својот собствен прогрес, така да символот Кока-кола која насекаде доминира, а можда и овој символ на Кока-кола е символ дека новиот светски поредок веќе се поставува и насекаде ќе доминира. И сите луѓе ќе мора да размислуваат во духот на Кока-кола, во духот на Кока-кола мора да уживаат и во духот на Кока-кола мора да живеат, зашто тоа е символот на среќа. Ки гледате оние капки, тоа е она освежување, а тоа е освежување на самиот човек. И затоа се вели онамо, секогаш ладна, што? Кока-кола. Ова е местото каде што најдемократски се одлучува, а рече на собрание. Собранието, као што се знае, води потекло уште од античка Грција, односно уште во времето на Атина. Фактички тоа е место каде што има можност секој граѓанин, бар така се мисли, да дојде и да искаже своето мислење и меѓу другото да равноправно одлучува. Но заради технички неможности, едно милионско општество не може сите да се соберат на едно место и да одлучуваат, па затоа постоењето на собранието не е ништо друго, туку одбраниците, најсовесните, најсвесните, најумните, најпаметните кои ќе донесуваат одлуки, кои ќе бидат за сите граѓани, подеднакво да ги задоволува сите нивни интереси. Тоа е така теоретски поставено, а може да се каже и абстрактно, затоа што во реалноста тоа е никош не изводливо. И од тука сега следи и се поставува прашање во едно вакво место, дали воопшто демократски се одлучува и дали воопшто сите интереси се задоволени на граѓанството во едно општество за кое се мисли дека е демократско. Тоа е знак прашање и можне сомнително, а да не кажеме и можне проблематично. И ако не е така, тогаш се поставува прашање во ова собрание во чие име, тоа се знае, можда се вели во името на народот. Меѓутоа, за чии интерес и за какви интереси фактички се одлучува. Ако се вели дека законите се за сите луѓе и за сите граѓани, прашањето е дали за сите граѓани. Меѓу другото, ако се вели дека политичките партии се на некој начин застапници или запазуваат интересите на одредена популација на луѓе од општеството, што со оние луѓе кои своите интереси не можат да ги искажат, односно не се ни една партија бидејќи не одговара на нивните сваќања и мислења, тогаш дали законите кои се донесуваат во тоа собрание се на некој начин и нивни закони. Тоа е исто така сомнително. Па без многу да експлицираме, можеме да кажеме дека едно овакво место како што ова се вика собрание не може никогаш да биде ни демократско. Тоа е само еден лажен параван, зад кој параван секогаш стои власт, интерес и моќ. Познатиот англиски лорд и социолог Актон рекол на едно место дека секоја власт корумпира, а апсолутната власт корумпира. Па според тоа, со ова мислење на лордот, социологот Актон, потполно ние се сложуваме и проблемот е секогаш тоа како да не постои власт. Каква е да е и на кој начин да постои власт, она е секогаш корумпирана. Овде гледаме еден графит кој пишува долу приватна собственост. Ова е единствен графит кој после 1989 година е напишан и ова е можда првиот знак дека полека диалектиката, почнувајќи од приватна собственост во општествена собственост, а сега од општествена собственост во приватна собственост, и со ова долу приватна собственост, значи дека ниту големиот мајстор на диалектиката Хегел воопшто ова не би можел да го свати, затоа што ако идеме според диалектиката негова теза, антитеза, синтеза, ова би била сега можда неслатливо, како сега од општествена собствено во приватно и од приватно пак во општествено и од општествено пак во приватно, значи се вртиме во круг, нема никаков прогрес. Но без обзир на сето тоа, тоа говори дека сепак сите не се во таа еуфорија за приватна собственост
Ова е фактички еден инсерт од еден филм кој познатиот филмски алтернативец Стефан Сидовски, познат под прекар Сидо, сними еден филм познат под името бивш социјалистички и сегашен капиталистички клошар. И тој клошар е единствено останал доследен и принципиелен со тоа што како во социјализмот, така и во сегашниот капитализам останал секогаш клошар, а никогаш воопшто не ни се променил, додека сите околу него се менува во социјализмот беа за социјализмот и комунизмот, сега одеднаш стануваат за приватна собственост и според психологијата се знае дека човек кој за час се менува, тоа е прашање дали е воопшто личност или е тоа една шизофренична индивидуа. И символот на денешното ново време е токму овој овдека долар, што овој клошар фактички на оваков начин го искажал својот револт и единствена моќ и сила што ја има, тоа е